вечер, титови младенци. Ја можда не знам да пем, али дечкиве се страшни. Да ја знам с ким си провела ноќ и још знам да те nije било срам док те скидao on. Zna on, samo on došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je četa čaka za jedan dan. Zašto pravi slovna od mene? Za takvo nešto nema potrebe. On je cele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gde ne smije, ne, 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 ne. A znaju svi, majke mi, nikom nisam pričao. Pa šta i da jesam, ne bih mnogo lagao. Ne znaš ti, još manje ja, ali doznat ćemo sve. Čija si i čije je to što nosiš ispod haljine. Zašto praviš slona od mene? Za takvo nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gde ne smije. Ne, 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 ne. Vai se vam ustite. Eo, I said eo. Yeah, yeah. I said yeah, yeah. Nije. 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 Maestro, kare ovoj pat. Zašto pravi slona od mene? Za takvo nešto nema potrebe. On je cele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gde ne smije. Ne, 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 ne. Zašto pravi slona od mene? Za takvo nešto nema potrebe. On je cele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gde ne smije. Ne, 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 ne. Кај нас едно време доцнеа музичките правци, овој фанки правец што го направи, нели, Дино Дворник, беше некое освежување во тоа време и овие песни докажаа дека се вечни. Ти, како еден премостник од нова генерација која имала можеби малку време да го слуша за жал прерано починатиот Дино Дворник, одлично ја изнесе оваа песна, Кико. Овдека некои навиваат, некои викаат уа. Види, ако му се свиѓаш на девојка му, сигурно ќе вика уа, тоа да не се секираш. Многумина би дале половина од својот живот да се качат на бината за да им викаат дури и уа. Така да немој тоа да те обесхрабрува во животот. Лошо е кога сите те сакаат или кога сите те мразат. Кога е вака поделено, сине, само ти го трасираат патот да се вивнеш во македонските звезди,
каде што мислам дека овие прекрасни гласови и идни твои фанови ќе те однесат. Немој да се занимаваш, реков, со формата, занимавај се со содржината и гледаш дека е веќе се полесно. Кико, пред тебе стои една блескава кариера, а оваа публика тоа го докажува. Јас ти посакувам многу среќа понатаму во Идол. Фала многу. Мислам дека навистина во минатата гала ви се обратив токму вам на публиката и ви кажав колку неетички звучи тоа бу-у од публика, но денеска му направивте одлична услуга, морам да ви признам. Кико, денеска ти тоа у, мислам дека направи еден издувен вентил повеќе од тебе да издише. Дете, овој настап денеска, тоа јас Калиопи Букле го подпишувам, беше твојот најдобар настап од сите досегашни гали. Е сега, ако јас сум во криво, тогаш треба по судијата да се вика у. Затоа што јас на фудбалски утакмици само по судии сум викала у, а не на играчите ако ми играле лошо. Затоа што сум нивен навивач. Или на спротивниот табор, бидејќи тоа е неспортски. Е сега, дефинитивно, Кико, ти си пејач на кој што најмногу му прилега ритмичното пеење. Ти вечерва покажи импровизации, значи нешто во тебе што досега било заклучено и некаде се окриено. Отвори го таа, бави се со тоа, тоа е твојот стил, тоа е твојот правец. Од мене толку. Фала многу. Кико, ти вечерва испеа еден мега хит, балкански мега хит, кој е хит 20 години, како да ти кажам. Отпеа една песна која секој пат кога ја слушаме побудува во нас желба за ритам, желба за движење, за играње и така натаму. Два совета од мене имаш. Првиот е да се смееш многу повеќе. И приватно, и на сцена, и во црвената соба, и додека снимате. А вториот мој совет е да ги оставиш овие што викаат да прават слонови од себе. И трет совет, следниот пат, твојот настап да им го посветиш ним, пријател. Нема пак екција. Не. Сега јас зборувам најсериозно со своите 23-4 години. Колку имам таму? 22. Значи, ако следниот пат слушам Идолот може би нема да загуби ништо посебно, но јас ќе го напуштам студиото. Ти кажувам однапред. Браво, јас! Фала многу.